Вештачката интелигенција или фигуративно кажано всадување мозок во некои уреди наоѓа се поголема примена во секојдневното живење и во бизнис секторот. Оваа емисија објаснуваме се за вештачката интелигенција, колку е таа застапена во Македонија, како ќе се развива и колку се оправдани стравувањата дека ќе дојде ден целосно да го елиминира човекот од некои работни места. Она што порано го гледавме во холивудските филмови од жанрот научна фантастика, денес станува реалност со развојот на вештачката интелигенција. Нови алатки и уреди, дигитални асистенти, предизвикуваат воодушевување со тоа што може да создаваат содржини или да комуницираат на начин многу сличен на човекот. Но за да разбереме како функционираат овие комплицирани иновации за кои што зборува цел свет, прво да објасниме што е вештачката интелигенција. Затоа се вративме во студентските клуби, каде што на оваа тема ни објасни професорот од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Димитар Трајанов. Генерално вештачка интелигенција дефинираме како секаде каде што машината, компјутерот, прикажува некакви својства кои што може да ги припишеме на интелигентен човек. Значи, било која акција на компјутерот, односно било која апликација, во која што тој покажува интелигентен начин на резонирање, размислување, постапување, го сметаме како збором за најопшт дел од вештачката интелигенција. И сега, ние во последниве години, во принцип, можеби тоа сега е малце актуелно заради случувањата со ChatGPT и многу други нови апликации, меѓутоа, во светот околу нас секојдневно се судруваме со некакви варијанти на вештачка интелигенција, почнувајќи од Google Search, кој што е една, да кажеме, апликација каде што има вештачка интелигенција позади, понатаму оние гласовни асистенти кај што се Siri, например, или Alexa и така натаму, каде што некако комуницираме со компјутерите, па потоа продолжувајќи со некакви автоматизирани системи кои што ги имаме во автомобилите, оние автомобили кои што може да возат сами и така натаму, значи тој делот со вештачка интелигенција се присутен, генерално го користиме секој ден и ќе станува најверојатно се повеќе и повеќе дел од нашите секојдневни животи. Она што е најактуелно последните месеци е развојот на така наречената алатка Chatbot, односно дигитален асистент кој што може да комуницира со вас. Така, например, ChatGPT на компанијата OpenAI, поддржана од Microsoft, може да комуницира со луѓето на повеќе јазици, меѓу кои и на македонски, и е способен да генерира импресивно детални текстови на дадени теми, да врши помалку напорно кодирање, да преведува, па дури и да решава одредени училишни задачи и тестови. Во поглед на, ако гледаме од чисто истражувачки развоен аспект, тоа е некаква еволуција во целиот тој процес. Значи, претходно имаше модели кои што беа помалечки, овозможуваа одредени работи и некако ChatGPT доаѓа како, да кажеме, последна генерација од сите тие модели, која што е поприлично моќна и по начинот на кој што може да разговара со луѓето, на кој што дава одговори, соодветствува на еден сосема интелигентен човек со кој што можете да разговарате и да ви помага во голем дел од тасковите кои што вклучуваат некакво пишување, генерирање на текстови. Значи, тоа е во еден дел на така наречени генеративни модели кои што служат за генерирање на текстови, исто такви генеративни модели има за генерирање на слики, видеа, значи кои што пробуваат да навлезат во делот кој што не беше досега толку, да кажеме, застапен, во кој што човекот го менуваат односно прават интелигентни работи поврзани со нашето пишување, цртање, сликање и во секој случај живееме во интересно време во кое што целото ова се случува околу нас. И покрај тоа што овие алатки се доживувани како потенцијално многу корисни, предизвикуваат и загриженост дека може да им одземат многу работни места на луѓето. Исто така, би можеле да станат опасно оружје за ширење дезинформации, лажни вести и малициозни компјутерски вируси. Професорот Трајанов сепак смета дека користа е многу поголема. Значи, ова не е прва индустријска иновација која што му се случила на човештвото. Дека е поприлично револуционерна работа која што ни се случува, точно. Дека ќе смени одредени работи кои што досега сме ги правиле, исто точно.
А дали треба да бидеме премногу исплашени? Мислам не. Затоа што ваквиот концепт на револуционерни иновации се случувале околу нас цело време. Например, само земете го калкулаторот, да кажам. Ја претходно, кога сум бил во средно училиште, во основно, сме учеле како да вадиме квадратен корен. За тоа веќе никој не го учи, затоа што тоа имате било каде, можете било кога да ви го пресмета тоа било кој калкулатор. Значи, едноставно немате потреба да го учите тој дел. Така да и со моделите како ChatGPT најверојатно ќе имаме еден шифт во образованието, во кое што деловите кои што од нашето образование кои што можат да бидат помогнати или поддржани од таквиот тип на асистенти, нема да мораме не мора студентите или учениците да ги учат со толку големо внимание, што треба да разберат што се случува, а ќе можат да се посветат на многу поважни, различни, нови, иновативни начини како да се движи човештвото нанапред. Така да, технологиите постоеле, го менувале човештвото, најверојатно исто тоа ќе се случи со овие нови технологии, меѓутоа може да само ќе има шифт во тоа што ќе треба да работиме, а што ќе не биде лесно направливо од некакви вакви алатки, помошници, како да ги кажеме. Така да, ќе има одредена промена на структурата на работните места, ама тоа во секој случај ќе води кон олеснување на нашиот секојдневен живот. Она што сега ќе се случи е дека сега гледавме кога некој колку е, да кажам, писмен, во смисла на колку добро пишува, најверојатно сега таа разлика нема да може да ја правиме, бидејќи вие само му давате инструкции на ChatGPT и тој ви пишува изворено, добро, сложен текст на англиски јазик, па дури на македонски јазик работи поприлично добро, така да тој дел ќе го помогне, мада тука е челендж колку младите генерации ќе бидат способни да сами тоа целото го спојат, да се изразат и така натаму. Има предизвици, меѓутоа ќе има и мислам дека бенефитите се поголеми од тоа што е челендж во целата таа работа. Имајќи го предвид нискиот степен на едукација на населението, предизвиците може да бидат многу поголеми. Па го прашавме професорот Трајанов колку тоа може да биде проблем за користењето на новите алатки базирани на вештачка интелигенција. Цел свет добива пристап до све што е, да кажеме, експертско ниво на некакво знаење. Главниот предизвик е едната од главната мани на овие јазични, значи големи јазични модели, така се нарекуваат, е што некогаш знаат да грешат или како се вика во жаргон тука халуцинираат. Тоа е дека не во 99% од случаите ти дават точни информации, меѓутоа во 1, 2, 3, 5% кажуваат глупости. И тука е до корисникот на тоа да заклучи дали тоа што е сервирано е точно или е халуцинација. Меѓутоа, генерално, јас поприлично интензивно го користам ChatGPT во последниве 2-3 месеци, може и повеќе, на различни теми, што за истражување, имаме и некакви истражувања кои што направиме со нив, публикувавме и неколку пейпери. Генерално, поентата е дека за теми кои што се добро познати, например, ако го прашате нешто за физика или за математика или за нешто што е стандардно позната тема, поприлично е добар. Значи за нешто што е стандардизирано. А го прашувате за малце по-челенџинг работи кои што се нови, кои што треба нешто да се смисли ново, тука ќе почне да, ако не знае, ќе почне да халуцинира. Главниот проблем е што никош не вика не знае. Туку цело време, нема проблем, одговара на прашањата. Ама најверојатно со неговата еволуција во овој дел ќе се реши, така да, за општото образование ќе помогне и е прилично добар и концизен, а во делот во кој што сака да се оди понатаму, тоа е челендж за сите во светот, па и за нас. Според професорот Трајанов, радува тоа што вештачката интелигенција се повеќе се користи и во земјава и за иновации на нови алатки и особено во бизнис секторот. Деновиве прв дигитален асистент се воведе дури и во јавниот сектор. Во поглед на знаењето и во поглед на да кажеме
на тоа потенцијалот за учество во тој дел, мислам дека Македонија е сосема на солидно ниво. Јас знам неколку, можда и десетица, можда и повеќе компании, стартапи кои што се бават со тоа целото. Сигурно се повеќе од 20, 30, многу. Сега како размислувам и текнуваат дека има голем број кои што се бават, има многу инженери кои што работат на таскови поврзани со вештачка интелигенција. А пред се тоа се за некакви проекти кои што се надвор од Македонија, меѓутоа она што мене посебно ми е интересно во последниот период, голем број од компаниите кои што се тука во Македонија изразуваат интерес за користење на овие технологии. Ние како факултет сме вклучени во соработка со неколку македонски компании кои што им помагаме да ја применат вештачката интелигенција во нивното секојдневно работење, така да би рекол дека можда не сме како Силиконската долина, меѓутоа не сме ни толку лоши во тој дел. Во секој случај, знаењето на луѓето кои што ги имаме во Македонија и се бават со тоа, мислам дека е споредливо со најдобрите светски, да кажеме, експерти кои што го прават тоа целото. Така да, мојот поглед е поприлично позитивен во тој дел. Вештачката интелигенција веќе е секојдневие на многумина од нас, без воопшто да сме свесни за тоа. Таа ги менува нашите животи и особено работните процеси во кои машините, роботите и компјутерите имаат се поголема улога. Вештачката интелигенција во чија позадина стојат компјутери полни со податоци и информации, влијаат врз тоа како патуваме, кои содржини ги пребаруваме, како носиме важни одлуки. Ваквиот развој на технологијата отвара многу суштински прашања и стравови дека машините ќе ги превземат работните места на луѓето. Последната вест дека градоначалникот на Австралија го тужи чет-ботот ChatGPT отвара многу дилеми и прашања, но да започнеме со тоа што всушност е вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција има повеќе дефиниции, но можеби најчесто употребуваната или онаа која најдобро го објаснува поимот е дефиницијата во која машините учат да ја манифестираат човечката интелигенција. Значи, ние луѓето ги тренираме машините со помош на податоци и алгоритми или модели како треба да реагираат во дадена ситуација да решат одреден проблем. Или, подобро објаснато, вештачката интелигенција е научна дисциплина, дел од компјутерската наука, каде се покрива делот на истражување, креација и оперативни активности на машинската интелигенција. За да можам да го доближам ова со пример, веројатно е најинтересен во моментов ChatGPT и тоа како истиот функционира. Па во суштината, во движечката сила на ChatGPT е огромната количина на податоци или големиот модел на податоци, базата на податоци, која човекот се разбира од разни извори ја наполни и потоа сите ние како корисници го дополнуваме со податоци и секој наш инпут или барање до ChatGPT, идејата е да се пребара нашето барање во таа база на податоци и потоа во форма на текстуален облик со помош на алгоритмите да се одговори на нашето барање. Уште во 50-тите години започнуваат почетоците на вештачката интелигенција, меѓутоа во последно време ние сме сведоци на рапиден раст на вештачката интелигенција или на тоа како машините ја манифестираат човечката интелигенција и ни помагаат во човечкото живење, па така гледаме примена во светски рамки насекаде околу нас. Најчесто тоа можеме да го видиме во бизнисите, во индустријата, во медицината и така натаму, па како примери со податоци можам да ги наведам на големите компании, примерите од типот на тоа дека Google со помош на предиктивни модели или модели што го предпоставуваат резултатот, успева да ги намали за 40% трошоците за енергија во разладување на нивните центри за податоци. Како? Така што користи предиктивни модели, каде е потребно навистина да се употреби разладувањето, а каде не е. Едноставно. Понатаму Амазон дури 20% од оперативните трошоци ги намалува користејќи ја вештачката интелигенција при роботиката во
пакувањето. Или замислете до 2035 претпоставките се дека вештачката интелигенција ќе ја зголеми просечната профитабилност за дури 38%. Димовска потенцира дека најголемата придобивка од примена на вештачката интелигенција во секојдневниот живот е во заменување на повторувачките операции кои ги прават луѓето и кои најчесто се фрустрирачки. Но токму таа замена на луѓето со машините предизвикува страв дека тие ќе им ги украдат работните места на луѓето, за кои Димовска вели дека е непотребен. При едно истражување е заклучено е дека до 2025 година вештачката интелигенција ќе замени 85 милиони работни места, навистина фрапантна бројка, но ќе отвори нови 97 милиони работни места. Воедно и дури над 50% од работоспособното население ќе има потреба од дообука и реструктурирање. Примената на вештачката интелигенција во Македонија не е непозната работа. Дел од компаниите од телекомуникацијскиот и финансискиот сектор веќе одамна применуваат вакви модели во своето работење. Најчесто, да речеме, банките се први кои сакаат да ги применат предностите на вештачката интелигенција или повеќе делот на machine learning моделите, тоа се модели кои предпоставуваат одредени резултати, например во одобрувањето на кредитите, дали тој кој поднел барање за кредит е подобен или не, или пак пример телекомуникацијските оператори кои на база на податоците, историските податоци кои ги имаат кај себе од своите корисници, успеваат да направат алгоритам или предпоставка за тоа како и кој е најдобар пакет за еден корисник. Во различни индустрии се разбира различна е примената и се разбира воедно е и за поздравување и на чекорот на јавните институции и нивното дигитализирање и воедно нивната употреба на вештачката интелигенција. Деновиве сме сведоци на воведување на дигитални асистенти кои ќе ја олеснат деловната комуникација помеѓу државата и бизнисите и ќе биде поедноставна таа комуникација. Диоптријата за примената на вештачката интелигенција не е само розева, иако креирана да им помогне на луѓето, таа со себе носи и ризици за злоупотреба на податоците на штета на поединци, компании и цели држави, поради што е потребно да се постават рамки за незиното функционирање. И тоа вештачката интелигенција го прави на ниво на меѓународни организации. Се поставуваат рамки во кои ги има основните принципи по кои еден производ во кој е инволвирана вештачката интелигенција треба да се однесува. Дали е тоа инклузивност, дали е фер и демократичност во кај луѓето, дали е заштита на лични податоци и така натаму. Димовска потенцира дека клучно за идната заштита од можни злоупотреби е што поголема едукација на оваа тема и проширување на заедницата на експерти за вештачка интелигенција. Таргет група на Академијата за вештачка интелигенција на СМОС едукација се и млади луѓе, но и професионалци кои сакаат да ги унапредат своите знаења. Воедно, освен овој производ, СМОС едукација има и производи кои ја демократизираат вештачката интелигенција или ја зголемуваат ширината на примената на вештачката интелигенција. Како? Со помош на тренинзи за low-code или no-code решенија за развивање на определени апликации и тоа значи дека можеме денеска да развиеме определена апликација или некој дигитален асистент или пак да автоматизираме одреден процес во часови, во минути дури, во денови се разбира, без користење на програмски јазик. И тоа е она што значи вклучување на секоја индивидуа во општеството, запознавање со вештачката интелигенција, дека не треба да ја глорифицираме, туку треба да ја разбереме во незината суштина и да ја развиваме секој во својот домен. Ние сакаме да го направиме следниот паметен уред кој што ќе биде се присутен, односно сите ќе го носиме, тоа се паметните очила, како што сега моментално е паметниот телефон, паметниот саат, веруваме дека следното нешто ќе бидат паметните очила. Зошто бидејќи се голем дел од нас веќе и носат очила, сега само ќе ги обогатиме овие очила со паметни сензори.
Саатот се носи на рак, така да ја следи раката и е доста ограничен. Меѓутоа, кога имате очила, всушност имате пристап до главниот сензор или главното сетило на човекот, очите. Ние најголем дел од информациите како луѓе ги примаме преку очите. И ако имаме ние уред кој што е поставен околу очите, значи имаме доста голема информација за самиот корисник. Значи може да замислите сценарио кога јас сум среќен, автоматски, не знам, научарите доколку би имале камера, имаме прототип со камера да сликаат. И во принцип јас после завршување на денот да видам кога да ги фати сите моменти кога сум бил среќен, автоматски да направи слика и така натаму. Затоа овие очила се исто така интересни за Facebook, компанија Facebook, Snapchat и така натаму, бидејќи можат автоматски да сликаат, па дури да објавуваат нели на тие социјални медиуми што се случува. Виднина се надеваме дека токму овој прототип тука што можете да го видите ќе стане и доста поелегантен, бидејќи моментално сега личи на наочари, меѓутоа не е најпривлечен за секојдневно користење, прилично е голем, но тоа е како резултат на големиот број на сензори кои што ги содржи. Овој уред има широк спектар на сензори, има сензори кои што го следат движењето на човекот, акцелерометар, жироскоп, магнетометар, понатаму има барометар кој што го мери притисокот и нешто за кое што сме да речам уникатни во светот се овие сензори кои што не знам дали може да се забележат, кои што од натрешната страна го следат движењето на човековото лице. Местата каде што се позиционирани овие сензори на наочарите се избрани како резултат на широко истражување и тие точно ги следат деловите од лицето кои што се поврзани со одредени експресии, како што е на пример смењето. Смењето е поврзано со движење на образите, затоа тие сензори кои што се клучни за препознавање на насмевка и слично се поставени тука околу образите, понатаму кога се мрштиме највеќе ги активираме мускулите кои што се над носот, тоа е коругаторот и околу вегите, затоа тука е тој дел малце поширок, ги следиме тие локации на лицето. Исто така имаме сензори кои што ги следат вегите. Вегите ни помагаат за да детектираме дали некој покажува некоја експресија која што е поврзана со изненадување и слично. И дополнително имаме сензори кои што се од страната, кои што следат дополнителни активации на мускулите кои што понатаму планираме да ги користиме за некои други работи освен експресии. Сакаме со помош на овие со овој нов паметен уред, односно паметните очила, да го мериме на некој начин расположението во текот на денот. Значи расположението на човекот, како се однесува човекот и сето тоа понатаму би имало и медицински апликации. Една од поголемите медицински апликации на кои што моментално работиме е да ги оспособиме овие паметни наочари да ги носат луѓе кои што имаат Паркинсон. Значи кај тие луѓе е многу битно да се мониторира состојбата на пациентот со текот на време. Има голем број на сензори кои што можат да ги носат, меѓутоа паметни наочари за Паркинсон пациенти моментално не постојат. Затоа ние сакаме да бидеме први да го пробиеме тој пазар со цел да овозможиме подобро секојдневие на луѓето кои што имаат Паркинсон. Медицината всушност не е во самата срж на компанијата, бидејќи собственикот на МТ Клас е всушност доктор, пластичен хирург, кој што работи со фацијалните мускули, односно мускулите кои што се на лицето, и тоа е иницијалната идеја зошто ги работиме паметните очила, паметната маска и така натаму. Соработуваме блиску со болници и клиники во Англија. Сега исто така правиме контакт со нашата клиника за неврологија која што е тука, со цел да можеме да бидејќи основата на сите овие алгоритми кои што ги развиваме тука од вештачката интелигенција се податоците.
колку повеќе податоци ние можеме да собереме со паметните очила од луѓе кои што имаат Паркинсон или различни депресија и други ментални болести, толку подобро овие алгоритми ќе ги препознаваат тие состојби, ќе можат да ги мониторираат, да ги следат тие пациенти со текот на времето. Покажам тука на таблетот апликацијата која што ги добива податоците од овие научари, како всушност функционираат тие алгоритми, во реално време ги детектира експресиите кои што јас ги правам. Моментално ќе се насмеам и ќе видиме како алгоритмот кој што живее тука ќе препознае дека јас се смеам. Да, исто така преку сензорите кои што ги има во научарите, имаме информации за каков е интензитетот на одредена експресија, времетраењето, целосно можеме да знаеме од кога до кога трае одредена експресија и мислам дека тие се главните карактеристики кои што можеме да ги екстрактираме. За следна година имаме прилично амбициозна цел да овие очила да ги сертифицираме медицински, што е прилично голем чекор. За тоа да се направи, значи треба да се следат строги правила и тоа што ќе го ветиме треба стварно да биде исполнето и односно медицински лица ќе ги тестираат тие очила дали тоа што сме го ветиле се исполнува. Нова правна рамка која има за цел значително да ги зајакне регулативите за развој и употреба на вештачката интелигенција е во процес на усвојување во институциите на Европската Унија. Предложениот закон за вештачка интелигенција се фокусира првенствено на зајакнување на правилата околу квалитетот на податоците, транспарентноста, човечкиот надзор и одговорноста и има за цел да одговори на етичките прашања и предизвиците на имплементација во различни сектори, од здравство и образование до финансии и енергија. Освен употребата на вештачката интелигенција од страна на компаниите, законот ќе ја опфаќа и вештачката интелигенција што се користи во јавниот сектор и за спроведување на закон. Основа на предлог регулативата е системот за класификација, за одредување на нивото на ризик кое технологијата на вештачка интелигенција може да го представува по здравјето и безбедноста или основните права на една личност. Во зависност од нивото на ризик, владите и компаниите кои користат технологии на вештачка интелигенција ќе имаат различни обврски. Со законот за вештачка интелигенција се предлагаат големи казни за неусогласеност, кои за компаниите може да достигнат до 30 милиони евра или 6% од глобалниот приход. Законското решение исто така предвидува формирање Европски одбор за вештачка интелигенција, кој ќе го надгледува спроведувањето на регулативата и ќе обезбедува нејзина униформна примена низ ЕУ. Телото ќе има задача да објавува мислења и дава препораки по одредени прашања од областа, како и да дава насоки до националните власти. Се очекува законот за вештачка интелигенција да биде донесен годинава, но конкретен крајен рок не е одреден. 8% од предпријатијата во ЕУ со 10 или повеќе вработени и самовработени лица користеле технологии на вештачка интелигенција, покажуваат последно објавените податоци на Статистичкото биро на Европската Унија, Евростат, а кои се однесуваат за 2021 година. Големите предпријатија користеле повеќе вештачка интелигенција отколку малите и средните предпријатија, односно 28% од големите предпријатија користеле технологии на вештачка интелигенција, 13% од средните и 6% од малите предпријатија. Разгледано по земји членки на ЕУ, учеството на предпријатија кои користеле барем една технологија на вештачка интелигенција се движи од 1% до 24%, при што најголемо учество е регистрирано во Данска, Португалија и Финска, додека најмало учество е забележано во Романија, Грција и Кипар. Технологиите на вештачка интелигенција најмногу биле користени од страна на предпријатијата во секторот информации и комуникации, односно 25% од нив, а потоа следуваат стручни, научни и технички услужни дејности со 18%. Кај сите други сектори, учеството на предпријатија кои користат вештачка интелигенција било под 10%. Мнозинството предпријатија од ЕУ кои користеле технологии на вештачка интелигенција купиле готов за употреба комерцијален софтвер или системи на вештачка интелигенција.
Професионалците кои работат на заштита на културното наследство имаат цел да го подобрат начинот на кој луѓето ги разбираат уметничките слики, преку создавање на целосно објаснување. Тука не се работи само за аспектите на создавање на уметничкото дело, туку и специфични согледувања за визуелната содржина, како на пример зошто човекот држи цвеќе, кое е значењето на куќе на портрет и така натаму. Затоа што има милиони предмети од културата создадени низ историјата, завршувањето на една таква задача изгледа невозможно за човекот. Еден меѓународен проект кофинансиран од ЕУ работи на создавање системи на вештачка интелигенција кои автоматски опишуваат и класифицираат уметнички дела. Имено истражувачи и инженери работат на создавање богати описи за илјадници слики, за да истренираат модели на вештачка интелигенција кои многу брзо, автоматски, би можеле да анализираат повеќе илјади уметнички слики. Моделите може да откријат и идентификуваат елементи на сликите кои порано не биле воочени, потоа да водат до заклучокот за поврзаност меѓу одредени елементи на сликата или да дадат на едноставен јазик објаснување на елементите на сликата и нивната поврзаност. Иновативното решение може да биде од помош на лицата со оштетен вид да добијат опис за одредено уметничко дело, како и за уредување на виртуелни изложби на меѓусебно сродни дела од целиот свет. Севкупно, иновативното решение ќе служи како основа за нов начин на истражување и разбирање на огромното светско културно наследство. Со нови содржини се гледаме по празниците. Во меѓувреме сите емисии може да ги гледате на нашиот YouTube канал Агенда 35. Поздрав!